Почитувани, еве сме заедно, вие, јас и Телевизија 24, тоа е суштината, тоа е најважното. Нијансите се пак дека ова е емисијата очи во очи, во терминот од 16 до 17 часот, а некако што вообичаено јас сум со вас во емисијата во тек. Во секој случај, еве, имаме пред нас минути за заедничко дружење и разговори на тема која се однесува на она што е актуелно и што всушност треба да се случува вечерва. Станува збор за тоа дека денеска попладне партнерите од владината коалиција СДСМ и ДУИ се очекува да го објават името на консензуалниот кандидат. Се шпекулира, предпоставува, очекува се едно дека најверојатно тоа ќе биде Стево Пендаровски, меѓутоа сепак останува во оптеки да се предпоставува предпоставките да се во оптек имињата и на Никола Димитров, Радмила Шекеринска и Оливер Спасовски. И тоа она што би сакал помеѓу другото, еве, на некој начин во очекување на тоа да се објави името и официјално, да поразговараме е што подразбирате под консензуален кандидат, тоа и би била денешната тема, во смисла во која ова е всушност и прв пат да се применува овој модел, па на некој начин е и малку нејасен. Еве, ако гласно размислуваме што треба тој да обедини или кого треба да придобие. Дали тоа значи дека лидерите на партиите чиј кандидат се одбира, треба да се согласат за него, во случајот тоа се лидерите на СДСМ и ДУИ. Дали тоа значи дека тој нужна не треба да или не мора да биде прифатлив за останатите политички субјекти, односно партии, или пак значи дека сите партии би требало да го прифатат, а што е пак со граѓаните? Дали тоа значи дека тој треба да биде прифатлив и за граѓаните? Од тиеве имаме ситуација со условно или декларативно независниот пратеник, господјата Билјана Силјановска-Давкова, која пак меѓутоа е поддржана од политичка партија ВМРО ДПМН, а настапува како независен, односно надпартиски кандидат. Еве и тука условно имаме некоја контрадикторност, барем во зборовите, но еве може би на дело е тоа поинаку. Па во таа смисла и ова со консензуалниот кандидат. Што тоа значи? Дали тој треба да биде и општо заеднички прифатлив и за граѓаните или само велам за политичките субјекти? Ете ова како може би едно фокусирање во рамките на она генерална тема околу председателскиот кандидат, односно во исчекување на она што е во предворието на исчекувањето после долго време да се обзнани името на тој консензуален кандидат, додека еве чекаме и разговараме околу тоа. Значи, секако можеме да ја прошириме и генерално темата, но еве она на што укажуваме, токму тоа интересно звучи. Предпоставувам и некако кога се експлоатираат подолго време некои термини или модели, стануваат рутина, а просто и не знаеме или забораваме што всушност тие представуваат. Телефоните ете ги знаете, веќе се добро познати, доколку имаме и гледач, можеме и да почнеме да разговараме. Добар ден. Значи, под кратко да видиме. Да, повелете. Значи, Стево Пендаровски е прав кандидат за председател. Аха. Од многу гледни точки, да. Реално. И од едните и од другите сите ќе биде прифатен. Пошто не може другата госпожа професорката, тетка на Мицкоцки, како се вика тој таму што изигрува. Аха. И прекрасен човек избран за стварно прав председател на Македонија. И може една констатација за вас. Да, повелете. Добро намерно. Значи, колешката ваша многу кратко јасно со граѓаните се работува, вие многу им објаснувате, не се трудите толку, они се тие. Значи, од тие сите убави ваши зборови, се што е кажано, еден збор, не знам ни дали им легува во главата, извинувам. Биете поздравени. Ви благодарам.
Благодарам сепак, дали влегува или не влегува, тоа на мене е, на секој да си ја работи својата работа, што подобро знае и колку подобро нели се труди, а кој колку ќе прифати, тоа е на него. На нас е секако да понудиме. Кој колку ќе зафати од изворот, тоа е на него. Значи, повторно велам, тежиштето е на друга позиција. Иако секако добронамерно и го разбрав ова, да. Но, еве, да се упати на друга страна би било подобро. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, ако сум на линија. Да, сте на линија, повелете. Благодарам. Па вака, еве чини дека консензуален представник на коалицијата е објективно, регуларно и треба така да биде. Штом тие се во коалиција и треба заеднички да се согласа да го изберат најдобриот представник кој што стварно ќе ја представува државата, ако се работи за машко, татко на нацијата или женско мајка нација. Овдека се работи, ми се чини од оние представници што ги видовме, значи дека ќе биде машко и ќе биде добар представник и добро ќе ме представува со тоа што од тие четворица предимство му се даде на Стево Пендаровски, за него ние имаме сознание дека он соработуваше во времето со Бранко Црвенковски, потоа беше во Брисел во одреден период. На некој начин не му е туѓа страната политика. Има познавања доста од таа материја и мислам, ако сите сме реални, објективни, треба да го прифатиме, ако биде, да речеме, Стево Пендаровски. Значи, јас сум за тоа дека треба да биде прифатен и треба сите што се вика обе ручки да гласаме за него. Но не се подолу, послаби ни останатите, меѓу кои да речеме е Оливер Спасовски, да речеме Малевски и кој беше уште еден, Никола Димитров. Нисто така и за Никола Димитров имам добри мислења. Значи, доста е западно со надворешната политика, внатрешната политика, учествуваше дури и по финишот на решавањето на спорот со името и така натака. И се чини дека е објективно, али сум за Пендаровски во начело. Благодарам што ме слушавте. Поздрав, добро здравје. Ви благодарам што се јавивте. Еве, малку околу консензуалниот кандидат. Знаете, тој, еве, според некои информации до кои дојдов, тој не значи сигурна победа на избори за него, туку единствената предност е што ја зголемува можноста за цензус во вториот круг на избори. Инаку, да, како консензуален, тоа директно значи да, всушност, застапува група на интереси на најмалку две страни. Еве, уште малку ќе ви кажам околу ова. Вообичаено кандидатите од партиите на албанците отпаѓаат во првиот круг. И со тоа всушност се намалува веројатноста да се достигнат оние пак критични 40% излезност во вториот. Така што ова е нешто што се смета дека може да биде посигурно ако се примени вака наречено консензуално, затоа велам она буквално значи застапува и уште една група на интереси, не е една, заеднички, значи делат. Меѓутоа, ете, што мислите генерално за овој модел и што на дело ќе покаже тој? Добар ден, одиме со следниот гледач, повелете. Добар ден, господине Исо. Добар ден, повелете. Што подразбирате под концезионален кандидат? Под концезионален кандидат се подразбира да биде поддржан од сите партии и коалиции заедно. Затоа се викат концезионален кандидат. Тоа е јасно и гласно. По моје мислење, како од сите овие 4 што се предложени кандидати, најдобар и најпривлечен ми е, по моје мислење, тој е Стево Пендаровски. Оти тој е и надпартиски. Не е член на ниједна партија. Надпартиски е тој кандидат и е политичар голем, разбират надворешната политика на Република, на светов. Пендаровски е прифатлив и за Дуи. И тие отворено го... Ја кажувам за мене, знам, ама моје мислење, кажувам
од сите 4, сите се изврсни, мисля, сите 4 се добри, немаат лош, али морат еден да биде од ними. Така. Ме разбирате? Да. А моје мислење е дека Стево Пендаровски и од Дуи и од многу други. И неверојатно и тој ќе биде. Ќе слушнем вечер дека и тој дека ќе биде. Тоа е моето мислење, господине Исо. Ви пожелувам добар ден и пријатно. Ви благодарам, убав ден и за вас. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ајде, дај таму уклучиме. Молам, добар ден, дали се слушаме? Се слушаме, ајде, што пре звуци само пари зимате тоа, оноа, уклучиме таму кој... Ве молам, прекинете режија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Тоа вака, консензуален кандидат, значи кандидат кој што му одговара на партиите во коалицијата. Значи, постигнате некој консензус, избрани се кандидати. Еве, моментално се 4. Сега, кој од нив е најпогоден? Јас мислам, изборот треба да падне помеѓу Стево Пендаровски и Никола Димитров. Зошто? И едниот и другиот има одработено доста во надворешната политика, мислам биле во Брисел, биле присутни во тие кругови таму. Поготово Никола Димитров, кој што во последно време и заедно со премиерот и премногу одработија за ова што се случи на Преспанскиот договор, преговорите со Грција, значи се покажа како добар дипломат. Не велам дека тој беше самиот, 100% и Стево беше замешан во таа работа, не би рекол дека седеше така настрана. Меѓутоа, по мое, еден од нив двата би бил најпогодната личност за кандидатот на коалицијата на СДСМ. И консензус е веќе постигнат на некој начин, значи исфрлени се кандидатите, сега остана да се одлучи на Конгресот, кога ќе биде сега 3 март, мисля, че ни утре други ден, така нешто иди, останува да се одлучи кој ќе биде тој едниот. Јас, без разлика кој ќе биде, дали едниот или другиот, другите, дека извинат, ама ги исклучувам, не... Мисля, че ни немат одработено доволно. Имат одработено, меѓутоа сепак овие. Ви благодарам, еве истече времето. Во врска со ова консензуално, гледате, ова како идеја всушност и потекна и пред некое време, неколку години, и тоа токму од Дуи, ако не се лажам, а интересно е тоа што всушност идејата е токму тоа да се задржат во игра партиите кои вообичаено би, односно оние гласови кои би се изгубиле во првиот круг што кажав, а кои ќе бидат неопходни за вториот круг. И во таа смисла пак Марко Трошановски од Институтот за демократија смета дека консензуалниот кандидат е всушност алиби за задржување во живот на партиите кои застапуваат само една етничка заедница, дека на тој начин всушност е со интегрирање со оние кои се посигурни во добивањето на гласови, ќе си го обезбедат поминот понатаму. Тој вели дека на тој начин пак се игнорира граѓанскиот концепт кој треба да се стреми државата. Меѓутоа пак аналитичарот и поранешен пратеник Насер Зибери смета дека предноста на консензуалниот кандидат е во тоа што начинот на неговиот избор ќе придонел за поголем интегритет понатаму. Ова во смисла во која еве во овој случај имаме значи македонски, албански корпус, па и други еве условно помалиете сателити или се едно. Добро, еве, што мислите вие? Добар ден, повелете. Добар ден, Мукич. Повелете, во програма сте. Господине Мукич. Повелете. Сакам да кажам за околе председателите. Да, повелете. Избори на председател. Да, ве слушам. Имаме го председател Пендаров или Димитров. А имаме една замерка до вас. Кажувате дека оваа Силјановска што е предложена од ВМРО ДПМН, дека е независна пратеничка.
Ја мислам дека она не е независна партиска. Не кажав. Предложено од ВМРО-ДПМН. Да, не кажав. Јас токму тоа го отворив, реков дека мене ми се малку контрадикторни работите. Настапот го кажав. Таа нели собираше потписи. Нели настапува како независен, собира 10.000 потписи, но дозволете, а понатаму додадов, а истовремено поддржана од ВМРО-ДПМН и оставив отворено прашање, што е, малку ми се контрадикторни работите. Значи да, јас кажав, но кажав генерална слика, не кажав едно, ни дека собирала потписи само, ни дека е од ВМРО. Да, значи отворено се прашувам, еве, што е? Разговараме за тоа, што е? Моје мислење е дека она не е независен кандидат, него е има предложено партијата на ВМРО-ДПМН. Па тоа затоа разговараме, што она да поддржана е, а она вели дека е и надпартиски и собира потписи, нели имаше и она сликање таму со потписи и така натаму. Па сите тие брат, сите тие ВМРО-вци се потпишаа на тоа. Добро, но независно, еве, затоа разговараме, јас се прашувам, не велам, дали е тогаш независна, оти собира потписи и така се декларира независна надпартиска или ако е поддржана од партија е партиска? По моему, она не е независен кандидат, она е предложена од ВМРО-ДПМН. Така. Добро, благодарам, ете, мислам за тоа разговараме, јас само ги изнесувам информациите, фактите, подсетувам на нешто што е пропуштено, ете во случајот со господјата Давкова, а тоа се фактите. Собираше потписи, да, да, имаше потпишување, имаше сликање. Оди како надпартиски независен, барем така тоа го слушнавме. Поддржана е од партијата, во случајот ВМРО-ДПМН, поддржана. За што станува збор? Повелете, добар ден. Ало? Да, во програма сте. Добар ден. Повелете. Гледачка од Битола и голем поздрав од Битола до студиото и до вас лично. Благодарам, повелете. Имам во врска со темата да зборнам. Секако. Мене ме бендисува консензуален кандидат. Тоа е добро. Така. Меѓутоа ова со Гордана и не знам ти кој ич. Затоа што Гордана е истата опција што беше Ѓорѓе Иванов. А јас Ѓорѓе Иванов не го поднесував опште никако човек, никако личност. Затоа што тој еден јазик не знаеше, тој професор. Како можеше да биде таков човек? Многу чуден. Јас, например, не би гласала за такви луѓе. Ни за Гордана, ни за сите професори ги донесо таму. Па не еден мандат, туку 2 мандати. Што било то нешто? Така. Го кладоја таму наводно да ужива и да шета ни светот. Ништо од него не слушнавме, не разбравме. Нека клад некој човек што ќе биде за цел народ, не само за една партија, нему му диригираше Груевски. Таков не ќе име. А таква ќе биде и Гордана која клад Силјановска. Ич, не ме бендисуваат такви кандидати. Многу ви благодарам на отстапеното време, ова го имав само да го кажам и голем поздрав до вас и до студиото. Благодарам, поздрави до вас. Во врска со ова што разговараме, консензуален кандидат, интересно е и тоа да се земе предвид дека нормално е да се очекува дека таквиот кандидат со оглед на тоа што барем во овој случај најмалку од 2 партии, но тука се и партнерите, секако на Дуи вчера разговаравме околу тоа, дека нема тесно партиски да биде поврзан со нив, токму затоа што повеќе различни политички субјекти го поддржуваат, што значи дека не е директно производ, односно номинација на стриктно една политичка партија. Дали тоа значи дека ќе биде подобро, веројатно би значело, ете, во случајот ќе застапува интереси на, ако ништо друго, на симпатизери на различни политички партии. Добро, еве да го слушнеме вашето мислење. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Исо. Повелете, добар ден. Вака пред све, не треба да имаме мрзан и омраза. Јас сум свештеник. Пред 4 месеца јас не беа нити преговори за избори, нити беа вакви одлуки донесувани. Уште тогаш предлагав, не за моје добро. Јас кандидатот не го сам дома, да ми се свиѓат или не ми се свиѓат. Јасно. За лично добро на цел граѓан, сите граѓани во Македонија, за национално помирување во Македонија меѓу сите граѓани. За да завладее правото и правото, јас сум надпартиски, јас сум лице, не сум депортизиран. Предлагав Гордана Силјановска како личност, не како партиски. Меѓутоа, Гордана Силјановска
Еве сега самата, знаете, јас сум рекол, дали ќе биде предложена сама, дали ќе биде од ДУИ, од било која етничка партија, албанска, македонска, ромска, турска, власка, боснешка, јас би гласал за неја, значи. И сега да сум определен партиски, да сватат луѓето, дека кандидатот не го носи мене дома, ali би се свиѓат мене или не ми се свиѓат. За добробит на државата. И било, не треба да имам омраце, било кој да ги изберат утре, јас милост тоа ќе биде Гордана. И да не би случајно, не дај Боже, Гордана, јас мора да почитам други, не да се да го мраза Стево Пинтаровски или други, кој да било. Или Анди Бара, кој да било, тоа е институција ќе биде. Да се почитат. А консенсус тоа значи мој, на македонски преведено. Еден договор е на соглас. Меѓу двајца согласуваат, се договараат. Да се направи некој мир, да се смират и така, да го решат нешто заедничко. И тоа да викаме две национални партии. И дали тоа значи дека од граѓаните тој исто треба да има согласност? Да, меѓутоа граѓаните и другите партии што се во општеството. Тоа би било кај нас она супер, што се вика супер позитивно. И опозицијата. Се овде согласно се постигне меѓу две партии кои се во власт и ги предлагаат луѓе кои се во власта. Значи, Гордана се изјасни дека ќе побара поддршка од СДСМ и независно како што доби 10.000 потписи од ВМРО, без оглед во сите партии кои ќе дадат поддршката на нашите политикаци. Така, кандидатот за председател или пак идниот председател секако треба да е во интерес, да работи во интерес за сите граѓани, во таа смисла пак и граѓаните треба да гласаат не според идеолошки, партиски или лични, ако сакате, убедувања, ветувања, лично ќе добие нешто за возврат, туку за добро на сите граѓани, односно за исправање на општествените неправилности. Тој треба тоа да го прави. Ние тука, како што во оваа емисија, еве токму ги, да речеме, детектираме, па и на некој начин и ги исправаме, председателот пак треба тоа да го направи со нацијата и токму затоа, велам, и сите граѓани кои гласаат треба да се раководат за сите, не да поаѓаат од лични интереси, па дури и велам партиски или идеолошки. Пак, тоа е моје размислување, ве кажете го и вие вашето. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Во однос на вашето прашање, консензуален кандидат. Така. Што подразбираме ние под тоа име консензуален? Тоа е на странски збор, мислам. Да. Тоа е спогодбен кандидат. Да. Преведено по наши. Јасно. Сега, овдека јас би се согласил со тоа да биде кандидатот таков. Да биде спогодба помеѓу повеќе политички партии, бидејќи кај нас само ставен, да речам, да собери 20.000 потписи, џабе му се и 40.000 да собери. Ако нема поддршка од партиите, тоа е јасно е. Сега, јас го поддржувам овај консензуален, така ќе го наречиме, кандидат. Да. Се вели дека се двајца, четворица, се и така натаму. Јас имам еден предлог мој за Димитров да биде. Бидејќи тоа е моје мислење, нормално. Јасно. Ќе видиме сега што ќе се случи. Што се однесува за преска, да слушав разговорот околу другиот кандидат од ВМРО-ДПМН, за Гордана, се поставува тука прашањето. Многу е битно. Дали таа ги собра подписите пред да избери ВМРО-ДПМН за кандидат или после тоа? Тоа е многу битно. Да, ова е интересно што го отворивте, да. Ако ги собра подписите пред да избера, тогаш му даде поддршка ВМРО-ДПМН, тогаш значи друга слика добиваме ние за тој кандидат. Апсолутно. Па тука јас се прашувам и си го поставувам тоа прашањето и не сум сигурен кога ги собра подписите, дали. А мислам дека по изборот ги собра подписите. И јас би рекол да. Тоа е тоа што треба да се размислува, ние народот да мисли околу тие работи. Благодарам. Да, ви благодарам за јавувањето и мислам дека е ова еден суштински коментар и кој на некој начин може би па и де факто може да ги смени работите. И јас во таа насока и коментирав. Мене лично барем не ми се некако разјаснети работите и во толку повеќе не сакам да зборувам или објаснувам нешто доколку
пред се не ми е мене јасно, знаете, треба тоа е како да се чита некој текст кој ни сами тој што го чита не го разбира, а очекува другите да го разберат. И еве меѓу другото тоа беше спомнато, па еве разговараме и со вас, ова што последниот гледач го укажа, ете интересно. Предпоставам или логички, па и правно, дека доколку подписите биле прво собрани, тогаш е за очекување кај настапува како независен кандидат, а потоа добива поддршка нели од политички партии една или повеќе. И обратно, ако е пак прво поддржана, тогаш веќе зарем не е партиски, а потоа ова е дополнително подписите. Така, но добро, да не одзимам време. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, дали имаме гледач? Ало, добар ден, ме слушате? Да, во програма сте, повелете, добар ден. Би се задржала на коментарот на претходниот гледач. Аха. Јас исто мислам дека не само јас, и повеќе пријатели кои дискутиравме, Аха. со сета почит кон професорката, меѓутоа една нечесна игра уште на почеток она изведе, затоа што точно, ако она имаше 10.000 подписа, и како настапи како самостоен кандидат, а потоа да ја даде некаква поддршка ВМРО, тоа е веќе друго. Меѓутоа, она изигра нефер игра и за секој кој што малку повеќе размислува, навистина нечесно. И сега, од кога она ја се представи као нели самостојна, надпартиски, ја покрива ВМРО, се шеташе и со председателот, и со Мицковски, и сето тоа и после и текна, некој сугерираше, сега тоа не ваше, ајде сега 10.000 подписи. За мене многу нечесно. Многу. Народот не е толку, да не речам, лош спор, секој човек ќе размисли малку повеќе, додека за мои сваќања, ако би предложила од кандидат не партиски, јас сум и на други места сум исто рекла, за мене Денко Малевски беше непартиски, кој човек кој што долго време во политиката и како амбасадор, и како човек и професор, со сите нишани на еден дипломат. Меѓутоа гледам слабо се слуша неговото име, али ако веќе се бира, се предложени од меѓу Пендаровски и Димитровски, јас Димитров. го умам, и едниот и другиот се. Аха. Добро, ви благодарам за јавувањето и на кое за подсетување пак Стево Пендаровски всушност беше победен од се уште актуелниот председател Иванов со околу 130.000 гласа разлика. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Благодарам. Расчистивме што е консензуален кандидат, нели прифатлив за сите партии. Добро. Мој фаворит е Димитров. Многу направи за државата, заедно со ЗАЕС, а и Пендаровски, бога ми, не е за понижување и тој е добар кандидат. Дуи него му борчи една правда, која беше со ВМРО и му ја одзедое тогаш, мислам, ова председателската трка, да речам, тој кога беше, која се кандидираше за председател. Победа. Дуи беше виновник што изгуби Пендаровски од Иванов. Меѓутоа, мене едно ме зачудува и никој достига нема речено, 2 дена размислувам. Овие имиња се вртат, ама нешто мислам дека ќе не изненади. Можда и Заев да се кандидира за председател. И тоа ми е можно мене. Ако се фаворизира Пендаровски, ова и оне, со сосема трето име ќе излезе. Значи мислите ништо не е сигурно, може изненадување да се случи. Тие ќе мислат дека ете изненадување. Но нека биде како што ќе биде и нека биде само за доброто на сите и државата да ни оди напред. Пријатно и фала. Благодарам, во секој случај се исклучивте, или? Добро, се исклучи гледачот. Да, сакам да прашам, неве и прашање до сите вас, дали мислите дека од ова што е понудено, барем овие првите на ранг листа условно за кои најмногу разговараме кандидати и имаат навистина и да понудат. Дали се генерално солидни кандидатите, барем за овие кои треба од кои треба да се избере тој консензуален. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете.
Видите, еден Ѓорѓе Иванов го преживеал на 10 години. Ама штета што ова Гордана требаше да биде Ѓурѓа Иванова. Па да имаме уште еден председател 10 години. Гласи овај глас има, то нема. Така да Гордана нека си предават уште мало тамо на студентите, па после ако си има внучиња нека си ги чуват. Нас ни треба председател на цела Македонија. Така. Не ни треба председател само на мене и на тебе, извини, двајцата. Нас ни треба цела Македонија. Сите македонци сме ние, разбираш. Живееме во Македонија. Срамота, Гордана, немам зборови за не. За мене фаворит е или Димитров, или Пендаровски. Од тие двајца не знам како би се одлучил. Фала и пријатно. Ви благодарам на зајавувањето, повелете и во друга прилика. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете, во програма сте. Ало. Повелете. Здраво, господине Исо. Здраво, добар ден. Еве, да ве поздравим многу и да кажем за консензуален. Вие консензуален ли е, не е битно какъв е. Заеднички, така, иако не е сосема... Да биде заеднички за сите, за Македонија биде, мислим, на по-добро да тргне, да не се гледа партиски. Јас вешто сам видела, господине, за овие години, за овие мои 30 години, како почна пак ќе речем да се менјат, еве, се овај, онај, еве, нападат ги Иванов сите, тај што погинал бил добар, Бог да го прости, еве, сега за душница да го спомнемо, нели, Борис Трајковски бил добар, значи за мртвите се најдобро, ајде. По мое, ја така си мислим, кад нашите не знаат да се спогодат, нека го стават Абди Бајрам, нека го стават од ромите. Па, ете, например, кај нас има роми, па зашто и они, кад албанците ги сека да стават, нека ги стават и градоначалници и министри, нека стават и некој ром, па и они са човеци. Бар ќе пиемо кока-кола, ќе уживаме, они са весели ромите, песни на свадби, на ора, па да биде малце весело, не само овој политика, па више ние преко глава што викат од бегај од матика и од политика, ама ние изгледаме од матиката сите, избегамо, сите се удариме у политика и еве што ни направи овај политика. Жив и здрав да си ни убав викенд да имаш, господин Исо. Благодарам исто и вие. Весели сме ние, само да имаме причини за веселба и за прослави, затоа еве и треба да имаме предуслови, барем оние кои се, ајде, условно капетани на бродот или на државата, да го водат како што треба, а и внатре да ги организираат, нели, како што треба условите, па ние ќе си бидеме весели. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, предпоставам дека се слушаме. Да. Јас од многу одавна не се имам јавено. Чај да се јавам прв пат. Повелете. И прво ќе почнам со една мала критика до вас, која ќе биде добронамерна. Мислам дека многу простор одземате на вашите коментари и би посоветувал повеќе простор да им дадете на гледачите да можат да ги кажат своите ставови, извини ако ве навредив. Не, па секако особено. Да, сега би зборувал за темата, што јас подразбирам под консензуален кандидат. Ја лично подразбирам одложување на смртта на Дуј. Дуј овај беше спас за да не си го измери рейтингот пред собственото гласачко тело. Затоа што мислам дека тој лош збор така се употребува смртта и се ближи брзо, со неколку потези кои што ги направи непотребни. И сум многу изненаден што Зоран Заев, односно СДС, се одлучи да влези повторно со Дуј во таква една комбинација. Значи, околу консензуален, тоа е, сега ќе ви кажам кои се моите видувања. Стево Пендаровски, ќе ви кажам зашто ви ги гледам секундите, колку брзо одат. Стево Пендаровски затоа што тој на последните избори беше како независен кандидат од СДС, само поддржан од СДС, тоа е прва работа. И втора работа, во тоа време многу често се зборуваше дека тешко држава
која што Ѓорѓе Иванов го поведи Стево Пендаровски. И ми завршуваат секундите, имам многу да кажам, сепак да поздравувам и пожелувам се најдобро. Пријатно. Благодарам, повелете, јавете се и во друга прилика. Добар ден за следниот гледач. Дали имаме гледач? Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, тебе... Ало. Да, јас ве слушам, повелете. Малку, ако можете да го намалите тонот на вашиот приемник. Ја гледам ја и ве пратам. Ако треба да ја зачуваме Македонија, ако треба да избериме вистински татко на нацијата, да слуша и Пендаровски, да слуша и Димитров, и Зоран Заев. А ако Зоран Заев изненади, тога ќе биде пропаст за социјалдемократите и ќе биде пропаст за Македонија вистина. Димитров и Зоран Заев да се ја завршат нивната работа, она што е започнаа со Преспанскиот договор, а додека Стево Пендаровски или Денко Малевски, ако не е Денко Малевски како консензуален председател, значи тогаш Стево Пендаровски. Све другото ќе биде погрешно за Република Македонија и ќе биде, јас мислам дека трагично ќе биде за све друго останато и за нас како нација и сите народи и народности, значи што живееме во Македонија. Ви благодарам, да имате многу убав ден и честито да му е убаво на Македонија. Ви благодарам со изрази на особена поздрав и срдечност исто и до вас, но и до сите со кои заедно се дружиме и разговараме постојано. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Покуша на еден да му објасниш на 16.2. Партијата ВМРО ДПМН имаше 9 делегати, од 9 делегати Гордана Селјановска доби највише од Конгресот на ВМРО ДПМН. И не знам зашто не му е јасно на тој господин што му објаснуваше, покрај тоа што она доби мандат од партијата за председател, она по неколку дена собра и 10.000 потписи. Така. Тука нејасна работа ми е. И се знам дека тој џабе и да му објасниш и да му кажеш секој ден, нема да разбере зошто се. Ние, еве, конкретно се прашуваме зошто. А јас знам зошто. Јас знам зошто. Партијата ја назначи како делегат, единствен, и од друга страна чекај да бидам ја и со граѓаните 10.000 потписи. Или едното, или другото. Што значи тоа? И резервна варијанта или двојно да се обезбеди? Резервна варијанта. Тоа е факт дека резервна варијанта. Па ние исто млеко пиеме, иста вода пиеме. Од површините на Република Македонија. Така да... И што е тогаш, независен или е политички? Да, што рече претходниот пред мене, јас се согласувам. Ја би сакал да биде, меѓутоа Зоран Заев го чекат уште поважни работи за граѓаните и Никола Димитров. Али тоа е нивна работа, значи тие се договориле кој да биде, што да биде во интерес на граѓаните. Така да добро е што коалиционите партнери одат со еден кандидат, тоа е добро. Така. Значи за сите граѓани е добро. Јасно, ви благодарам што се јавивте, убаво се развиваат овие наши разговори, еве да го слушнеме и следниот гледач, што мислите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас нема да дискутирам по повод темава што имате, него сакам да му реплицирам сам на гледачот што се јави и што ве критикуваше. Ја мислам дека од вас подобар водител нема на сите телевизии, по овакво воспитан, по не знам кои комплименти да ви ги дадам, така да само би ве поздравила и секогаш ве гледам и ве слушам кога вие сте на 24 телевизија. Така да само пофалби до вас и ви благодарам. Поздрав, се најубаво.
Ви благодарам, драга господјо, тоа е само израз на вашата љубезност, не дека сум јас толку. Како и да е, да, околу коментарите сепак. Да, јас гледам да биде тоа избалансирано колку може, но не може да се биде, нели, за секого. Во секој случај неопходно е да се дадат информации колку што треба, за да можеме и да учествуваме во вакви разговори. Добро, одиме со следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. За предходниот гледач мора да му реплицирам за Гордана Силјановска. Повелете. Она си беше на Конгресот предложена од множни кандидати, 9-10, колку беа, мислам, што дадоа. Да, 9 имаше, 9. 9, да. Она доби 400 и нешто гласови. Значи, автоматски не е ништо, имаше и Филип Петровски, Владко Ѓорчев, мислам, не беше само она. Меѓутоа, она се виде дека меѓу делегатите сега никој не ја познава повеќе него од незините, од факултетот тие плюс. Меѓутоа, овие што си беа на Конгресот изгласа најнормално, без никој да и тера за незе да гласа. Так сака, нека гласа за другите кандидати. Имаше доволно. Значи, имаше доволна подршка. Така да не треба да ја наоѓаат се, мана ваква била, таква била жената. Ма јасно, да. Да, нека се... Добро, но ние разговаравме генерално која е незината, нели, позиција од тие как наводно и независна, и надпартиска, и така, што е всушност, нели? Затоа што имаме и собирање потписи, и партиска подршка. Ете, тоа е разговорите. Тоа е, она рече дека ќе се работува со сите, ќе биде председател, ако ја изберат. Да. Така имаш и во само вистина, вика ќе се работувам со сите за доброто на државата. Према тоа, ја мислам дека, а и пред Конгресот на ВМРО, она имаше писмо од факултетот, ми се чини, не знам дали знаете, од незини колешки, имаше како предлог. Јасно, со подршка. Така, нешто така. Да, имаше така околу таа подршка за неја. Но добро, ми токму затоа и беше спомната, имаме и повеќе аспекти околу низиното кандидирање. Одиме полека кон крајот, па да отстапиме време веднаш за следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Благодарам. Прво да кажам вака, дека над 30 професори од факултетот испратија писмо до ВМРО да може да ја поддржат и професорката Силјановска. И тие тоа го направија, отворен конкурс и кажа, ако се пријави, ќе видиме како ќе поддржат делегатите. Значи, она е надпартиски. А тоа што собра више потписи, таа над 14.000 потписи собра, што значи, она рече, и тоа ќе го направам заради да не излезе дека, мене партијата само ме поддржува. Тоа беше. Друга работа, за консензуален кандидат. Консензуален е нешто сосема друго. Тоа е консензуален, го измисли Дуи, кога ќе се избира председател, они пати кажа, во парламент. И еве сега пред малку читав, овие од со Беса и овој Зијадин Села што ќе, нели, со свој кандидат излегуваат, они рекоа дека се вака, Беса нагласи дека ќе го бойкотираат вториот круг заради наредиот пат кој ќе треба да се избира во собрание кандидат за председател на државата. Тоа е многу пати кажано од Дуи, а сега еве и од останатите партија почна да се кажува. А тоа што рекоа дека ќе поддржа, зашто нашиот председател, зашто не чини актуелниот? Затоа што не потпиша никакви договори, или затоа ли не е добар? И затоа ли Силјановски професорка па не чини, па и Пендаровски е универзитетски професор? Ако е за така, ама ја не велам дека човекот не чини, како тоа може да не чини. Секој знае државата каква треба да му биде. А тоа што сега... Добро, почитуванијата заврши тука времето. Прочем, па ете и ќе речам, за жал завршува
времето и за оваа емисија, затоа што навистина пријатно ми беше да се дружиме, а и така е тоа кога еве со пријатели се комуницира и се разговара тогаш и навистина пријателски. Останува да видиме, еве, да, Стево Пендаровски или сепак некој изненадување, помеѓу изненадувањето и Стево Пендаровски и овие, нели, други имиња, Димитров, Спасовски и Шекеринска. Како и да е, ете, се чини дека најдобри резултати, барем од она што го имаме како прогнози, освен ако не е во игра изненадување, има Пендаровски, а прифатливе и за Дуи. Сепак, ете, од СДСМ за сега не коментираат ништо, велат дека ќе се знае вечерва, а дека сите опции од оваа четворка, Пендаровски, Спасовски, Димитров и Шекеринска, се отворени. Останува да видиме што ќе биде интересно. Јас ви благодарам уште еднаш за дружењето, особено што беше навистина пријатно и ве очекувам повторно во понеделник, тогаш ќе постојам повторно за вас во емисијата Во тек, но и секогаш кога вие ќе ме гледате. Ви посакувам пријатен викенд, довидување.